Топ тема, добро вечер. Крајот на годината вообичаено е и време за рекапитулација или за поглед наназад на оствареното, пропуштеното или извртеното. Но ако останеме во позитивен дух, секогаш акцентот треба да е на позитивните примери, успешните, иновативните, креативните, хуманите. За крајот од оваа година во вечерашнава топ тема изборот е еден. Супорт Кочани, иницијатива за мобилизација за восхит, сплотеност како инспирација и хуманост за почит. Од програмерски кодови до најхумана институција, која залечи стотици рани од трагедијата во Кочани и вдахна надежка и семејствата и на загинатите и на настраданите. Како се калеше Супорт Кочани вечерва со Дарко Стоилов, председател на оваа граѓанско здружение или иницијатива. А со дел од моите колеги од информативната редакција ќе потсетиме и на дел од клучните настани. Останете на тема, почнуваме по кратка пауза за реклама. Добро вечер во топ тема за Дарко Стоилов, председател на здружението Супорт Кочани. Ви благодарам што ни давате простор како и секогаш до сега да бидеме кај вас на телевизија. И најпрвен поздрав до вас и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија и поздрав до целата подршка од бизнис секторот и индивидуи кои не поддржуваа во целиот период од 16 март до сега. Благодарам, Дарко, задоволството е наше, бидејќи вие ни дадовте и премногу поводи и ова е најмалку што можеме да сториме, да го одбележаме и да го подвлечеме сето она што го направивте и планирате да го правите и во иднина. И еве, ако направите една ретроспектива после 16 месеци, очекувавте ли ваков исход дека Супорт Кочани ќе биде можеби клучната алатка или она неопходна спрега градот колку толку да ја преброди огромната трагедија и оние најзасегнатите, што е специфично и за она што го работите, да залечат многу рани и буквално и во духовна и ментална смисла? Па вака, Боби, на почеток, кога го основавме, кога се собравме како волонтери најпрвин, пред да имаме основано невладина организација која ќе ги застапува или кој ќе биде тука за повредените, за жртвите на пожарот, бидејќи ги опфаќаме сите жртви кои имаа потреба од било какви донации. Идејата беше дека ќе застанеме за нив собирајќи финансиска помош и донации кои ќе им требаат во понатамошното лекување или да го поминат периодот на тага и болка без грижа, без потреба да се грижат за своите финанси у тие почетни месеци, пошто огромен дел од нашите сограѓани буквално не можеа и да се фокусираат на своите работи. Како организација, покрај собирање на донации, видовме дека фали интервенција во многу други сегменти, како во набавка на некои од медикаментите кои што не беа достапни на македонскиот пазар, ги немаше во доволни залихи, пронаоѓање на компании кои што можат да достават доста специфични помагала за лечење на раните на повредените особено. Така да на почеток, ако бевме една мала волонтерска група, потребите сами по себе ја диктираа целата организација на некој начин. И од организација која иницијална цел беше да собира само донации и да ги распределува директно на сметките на луѓето, пораставме во едно сериозно граѓанско движење кое што опфаќа повеќе делови како психолошка поддршка, така набавка на специфични компресивни облеки, помагала, хипербарни комори и ред други медицински помагала кои што беа доста клучни во физикалната терапија. Дали сум изненаден дека
секаде требаше да се вклучиме или требаше да се вклучиме оному каде што фалеше институционална поддршка. Сум изненаден, мислев дека поголем дел од работите ќе бидат со поддршка од генерално од повеќе државни органи, но сепак на нас уште од почеток ни е идејата дека се оградуваме од сите цела помош, ако овде е добре дојдена, но доколку не е тука, ние сами на некој начин се сноѓаме. Вие, Дарко, споменавте дека идејата беше од донации, меѓутоа набројавте што се направивте. Јас би рекол дека од идеја до донации прераснавте во една институција од еден комплексен хуманитарен сервис кој што беше субститут и за многу државни институции. Колку тоа беше предизвик, бидејќи ако се навратиме наназад, се чини дека и не беше лесно, бидејќи многу пати имаше често и конфликти, некогаш позитивни, некогаш во негативен контекст, токму со тие државни институции кои што вие ги субституиравте. Па да, дали бевме субститут за државни институции, не сум сигурен, но секако дека бевме повеќе експедитивни од нив, заради тоа што кај нив целата бирократија валја ги коче од процеси, дури во вакви кризни моменти да реагираат на начин на кој што ние реагиравме. Кај нас како граѓани ни беше олеснителна околност целата ситуација и дека сите сме откочени, ги знаеме луѓето, комуникацијата ни одеше, потребите ги гледавме од лице место и целата организација некако се склопи за да бидеме помош на институциите, не субститут на нив. Во некои моменти да, тоа дефинитивно беше така, дека ние буквално веќе имавме обезбедено голем дел од работите кои што беа потребни за целиот тај процес на залекување на раните. И да, имаше и конфликтни ситуации, некогаш некои пораки кои лично доираја, но ние секој пат секогаш сме се оградувале од било какво детално навлегување во сите дневно политички теми. Дарко, еве да се навратиме малку наназад. Како всушност се роди идејата, бидејќи рековте, да, сите сте откочени, но стои фактот дека сте сите и на различни страни откочени. Вие конкретно сте и надвор од Македонија, сега сте тука со убави поводи, празници се. Меѓутоа, брзо реагиравте. Да, види Боби, ние основниот дел од иницијативата сме граѓани слична генерација, имаме работено заедно, знаеме кој каков профил на струка има, повеќето од нас се дефинитивно доваѓаат од IT, но тука има и правници, економисти и секакви профили кои што дефинитивно беа неопходни у целиот тај процес. Се организиравме пошто тие денови беа буквално денови кога сите единствен фокус ни беше што можеме да направиме за да го олеснеме целиот процес. И од тројца луѓе на почеток и еден мал повик за волонтери веќе почнаа целиот, ни се придружија голем дел на наши сограѓани од Кочани кои што и те како беа клучни во сите сегменти кои што ги оформивме на почеток кога беа најпотребни: центар за комуникација, дата на податоци, прибирање на изјави и согласност за податоци и слични тимови кои што ги бевме формирале во почетокот на иницијативата. Гледано од денешна перспектива, Дарко, што беше поголем предизвик? Она, како што рековте, првична идеја, интернет страница за донации, која на вас или оние што се во таа сфера на работа и не е некој, сега да не ме сватите погрешно, не е некој голем предизвик, битејќи тоа се кодови, алгоритми и така натаму. Но Сапорт Кочани го има оној
Друг елемент, таа брза мобилизација на неколку десетини волонтери кои всушност и дадоа живот на таа апликација и се покажа како еден во ова време на вештачка интелигенција се покажа како еден совршен систем пред се со огромно срце. Да. Види, Боби, можда некаде околу 5% е технологијата моментално инволвирана во целата операција која беше изведена од Support Кочани, особено в првите месеци. Најголем дел и највеќе проблеми беше пошто требаше да консултираме многу стручни лица, особено делот на медицината, комуникација со повредени, и тие исто комуницираа со нивните доктори, пошто сите беа во различни болници, сите имаа некои различни третмани, донасење одлуки врз основа на нивните потреби, кои работи се и во даден момент најпотребни, тражење на извори од каде да се набават, повик на наши сограѓани од странство исто за ретко достапни помагала ако можат да испратат во една или во друга болница. Така да оперативниот дел дефинитивно беше најтешката и насложената операција која што требаше да биде доста добро структурирана, пошто не се работи за еден или два изолирани случаи, ние имавме 150-200 граѓани кои на еден или на друг начин има потреба од некаква помош и една со една од таа помош не беа исти, така да целата таа оператива беше доста комплицирана. Секако пошто на почеток директно стасува финансии на сметките на повредените и на родителите на починатите деца. Доста тежок беше моменто како да ги isprocesirаме сите средства што се стасани на нивни сметки, за да можеме буквално да дадеме една слика каде да се допунува доколку некој има повеќе или помалку. Тоа беше еден дел од малите по-комплексните проблеми кои што се соочивме. И на почеток, пошто ние немавме идеја да бидеме граѓанско здружение, сакавме да останеме само група на волонтери и слично, голем предизвик беше да се најде организација која што е стабилна, сака да биде транспарентна и сака да биде уклучена од почеток до крај, за они да можат да ги isprocesират средствата, ние да се фокусираме на технологија и оператива и буквално да ја поделивме работата. Но на крај мислам дека за добро, пошто веќе Support Ко како здружение, субститут на Support Кочани, функционира веќе некое време, се проширивме, веќе имаме и наш центар за млади кој што функционира одлично, имаме безброј работилници од септември до сега, веќе и до март имаме закажано повеќе работилници. Така да веќе Support Ко како здружение расне на повеќе страни и единствена цел му е да остане здружение на граѓани кое што ќе биде тука за Кочани, за повредените од трагедијата во Пулс и за добробит на градот. Дарко, што е, после 16 месеци Support Кочани низ бројки, сметам дека се битни затоа што не само што го потврдуваат ги потврдуваат хуманизмот и солидарноста која што вие ја разбудивте и поттикнавте, туку укажуваат и на еден факт колку комплексни проблеми и предизвици донесе ова голема трагедија. Низ бројки, доколку збореме за финансии, финансискиот дел на почеток директно средствата стасуваат кај засегнатите од трагедијата и последно имавме соберено повеќе од 600.000. Овде немаме точна бројка, пошто тоа се средства кои не се isprocesirani преку нашето граѓанско здружение, него тие се директно распределени спрема
засегнатите. Од граѓанското здружение веќе направивме 2 распределби. Првата распределба беше спрема 121 лице, втората распределба 137 или 137 лица, некои од повредените кои што не се откажаа во даден период, состојбата и се искомплицирала затоа што се биле помали изгореници или дишни патишти, проблеми кои што не биле видливи на почеток, а сега има трошоци се вратија назад. Ќе има уште една распределба, тоа е трета распределба што ќе ја направиме скоро. Низ бројки можеме да кажеме дека до сега целата компресивна облека е набавена од Супорт Кочани, од различни компании, исто Македонската православна црква, од Европската Македонска православна црква донираше дел од првата компресивна облека. Низ бројки повеќе од 5-6 хиляди лепенки за заздравување на лузните, безброј креми, физикални, тотално уредена физикална терапија, физикална сала, хипербарна комора. За утре исто така ќе добиеме уво, нос и грло, тотално реновирано, спонзорирано од една приватна компанија, односно банка од Македонија. Така да, доста голем напредок во смисол на опрема за ЈЗ Општа болница Кочани, средства директно за засегнатите, медикаменти и средства што им беа потребни во дадени моменти, целосно беа обезбедени од Супорт Кочани, така да многу се за да ги да можам да ги раскажам во едно интервју на кратко, но секако ние ги имаме споделено на нашиот канал на Инстаграм и на сите социјални медиуми. Генерално, секој пат кога има некоја донација или нешто што е обезбедено од Супорт Кочани, ние го тоа комуницираме со јавноста и за детали можеме да ги извадиме тоа. Се сеќавам дека кога јавното обвинителство требаше да ги контактира семејствата на загинатите, на страданите, се обратија до вас. Веројатно првата причина беше и вашата голема инфраструктура, но и фактот што веројатно сите ве чувствуваа поблиски. Па од тука како се воспоставува таа комуникација и што е она, рековте, почнавте со донации, потоа тоа се префрли во задоволување на директни медицински потреби, преминува во нешто што е исто така медицинска потреба, но помоши на државните медицински установи. Иако некако сите како да потајно да посакуваат од желба, што побрзо ова да се заврши, сите очекуваат дека на некој начин ќе заврши работата, ќе заврши потребата, но за жал има уште многу. Да, со јавното обвинителство мислам дека беше една од подобрите комуникации у тај момент. Буквално они не прашаа дали можеме да искомуницираме и слично да ги искористат сите контакти и едноставно родителите кои што комуницираат со нас преку нас да објавиме дека треба да се јават, што е доста битно за правдата и тоа е еден од начините на кои јас мислам дека треба да соработува невладиниот сектор или граѓанските движења со институциите. Морам да кажам тука, безброј пати ги имаме спомнано дека на почеток имавме добра комуникација со некои од институциите, исто и со здравство некогаш имавме добра комуникација за одредени теми. У последно време сето тоа изгаснало, се и потребите се помали, али за жал со локалната управа немаме најдобра комуникација моментално и ние буквално сакавме да застанеме како сервис за нив, пошто сето ово го правиме волонтерски и кога некој нешто го прави волонтерски, веројатно од срце и сите тие институции многу пати имаме кажано дека се добре дојдени кај нас за било каква помош, ако можеме да помогнеме секогаш тука.
Што е она што во моментов го работите и што е приоритет за Сапорт Кочани, а со тој приоритет сега веќе се повеќе за настраданите? Да. Моментално главен фокус ни е центарот Гнездо во кој се наоѓам и јас. Овде имаме доста работници како за психолошка поддршка, така и здрави настани кои што градат некое нова навика, здрава навика кај нашето население и доста добро влијаат за нивното ментално здравје. Работилници од типо на не знам, имавме IT работилница, финанси, психолошки поддршки, девојчињата организираат некои настани за плетење и слично. Работи кои што едноставно те отргнуваат од ги отргнуваа младите од секојдневните настани кои што беа тажни во период, особено првите месеци. Презадоволен сум како функционира Гнездо до сега. До март буквално сме испунени со работилници и нешто вакво мислам дека за град како Кочани, кој е релативно мал, може да допринесе доста за градење на здрава младина иднина. Околу Сапорт Кочани имаме уште неколку договори кои што не се ни isprocesirani, односно средствата не се ни легнани кај нас на сметка за да може да ги распределиме или да набавиме некоја опрема за повредените, али у суштина целата работа околу осигурање на донации моментално е паднана и ние многу пати сме го кажале јавно дека не сакаме да собираме средства за кои што не знаеме каде ќе ги насочиме и не знаеме дали би имало потреба. Така да доколку има потреба ние секогаш јавно објавуваме дека повеќе средства се потребни. Дарко, уште две прашања, а предпоследното условно би било со сето искуство. Почнува ли и како ќе се залечува Кочани од сите рани? Па да, скоро го имав кажано некаде дека гледај, родителите кои имат изгубено деца, кај нив тагата останува вајда за цел живот. Али времето како време залечува дел од раните, Кочани почна малце од малце да функционира. Жално е што дел од традицијата што беше можда и прв пат у Кочани направено, односно по онај баварски рецепт Крисмас маркет или Божикен пазар, Велигденски пазар, некако не се одржуваат оваа година, што според мене е нешто што треба да си функционира. Секако нашите млади одат у соседните градови на диско и веројатно диско не би имале ние уште некој период, али дел од тие традиционални работи кои прераснува у традиција и ги прибираат сите градови и населени места кои што гравитираат од Кочани за време на Божикните празници, Велигденските празници, секако малите бизниси живееја врз основа на тоа. Е жално да ги нема, али полека гледам дека веќе почнуваат да функционираат со малце погласна музика, што не беше пракса до пред некое време. И како го гледате Сапорт Кочани во годината што е пред нас? Има ли амбиција можеби да станете на некој начин и гласник за научените или ненаучени лекции од оваа трагедија, бидејќи видовме. Имаше многу иницијативи, многу инспекции низ целата држава, но слушнавме и во предизборието дека не само, па дури и во Кочани има уште локали во град, би да не зборуваме каква е состојбата низ цела Македонија. Имате ли некаква амбиција да пренесете и некаква друга порака и многу пошироко низ некој друг вид на граѓански активизам? Вака, ние уште од самиот почеток сме целосно транспарентни со се што се дешава у Кочани, кои се потребите на Кочани и многу јасно ги кажувавме начините на кои
градот може да почне да се залечува од целата трагедија која ни се деси. У иднина ќе го правиме истото и со самото споделување на оноа што е реалноста, мислиме дека пренасаме информацијата како би требало да биде, барем со нас, тоа наша констатација и у консултација со повеќе луѓе експерти од различни области, али како гласник остануваме да бидеме само транспарентни и мислам дека тоа е единствениот начин дека некој треба да ги слушне нашите потреби и да го ставе фокусот малце повеќе на Кочар. Дарко, ви благодарам што споделивте дел од искуството на Сапорт Кочани. Ви благодарам за се што направивте и се што правите. Знам дека најголемото признание ви доаѓа од оние за кои што работите. Меѓутоа, еве јас лично, ако можам да си дозволам, би повикал сето тоа што го направивте да биде признаено и препознаено и од државните институции, па до година и со некоја конкретна државна награда за вашиот голем хуманизам, а ги имаме, а вие таа благодарност од Македонија ја заслужувате. Ти благодарам, Боби, и да ви се заблагодарам и на вас и на медиумите кои самиот почеток ни беа исто огромна подршка, пошто да не беа медиумите и нашата приказна и нашиот активизам немаше да биде слушнат како што одекна со помош на вас. Благодарам уште еднаш и успешна работа и пред се убави празници. Убави празници и на вас и на вашите гледачи. Кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме со вториот дел од денешната топ тема. И во вториот дел од вечерашната топ тема, добро вечер за моите колеги Ирена Чачкова. Добро вечер. Марија Митеска. Добро вечер. И Срген Стојанчов. Веќе најавив, ќе се обидеме да издвоиме нешто што остави белек оваа година, без амбиција тоа да биде нај или топ личности и така натаму. Едноставно, што е она што остави најголем впечаток кај моите колеги. Ирена, што и да е, како и да е, економијата е клучов, велат, нели, среќата со пари не се купува, ама и без нив не може. Така да, што е она според тебе што остава белек во оваа година? Па конкретно за овој сектор, барем ја оне што го водам, има неколку моменти кои што би ја одбележале годината, но сепак ќе ги извлечеме парите, како што и самиот кажа. Тука ќе ја споменам инфлацијата, која што цела година се обидуваме да ја сведеме на некое нормално ниво и гледаме дека до крајот на годината имаше некои месеци кои што беа полабави. И тоа што ги интересира граѓаните, односно тоа се цените и кога ќе влезат во маркетот, што можат да видат, што примителе дека се намалува или не се намалува. Имаше некои месеци кога имаше олабавување, меѓутоа сепак можеме да ја кажеме дека е топ тема за од економски аспект во однос на 2025 година, кој што гледаме дека до крајот на годината се задржа на тие 4%. Може би имаше негде као околу 3,99 или пак на почетокот на 2025 некој олабавување, меѓутоа можам да кажам дека тоа беше... Немој да релативизира, секој процент е подобар, особено за нација што е во првите 3 во Европа, се извинувам. Добро, па токму и затоа напоменав дека тоа е она што ги интересира граѓаните, можеби не толку процентот колку што кога ќе влезат во маркети, кога ќе им кажат, нели, надлежните имаме намалување на инфлацијата од 4 паднала на 3,99, дека сакаат да видат што тоа значи. Всушност, барем по оној впечаток ја што го имав, тие кога ќе влезат во продавница, бидејќи сите пазариме, тој процент не ни значи ништо. И во ова топ тема според тебе има една топ тенденција, таа беше мериме, гледаме, пресметуваме, наскоро ќе има. Наскоро ќе има мерки, час поскоро ќе има кошничка, час поскоро ќе има и тоа час поскоро ќе остане час поскоро за до година. Или грешам јас во пресметката? Не, по она што беше во изминатиот период, така излегува, бидејќи некаде од прилика мај или јуни, сега да не кажувам конкретно точен месец,
Од тогаш почна да се најавуваат ки има мерки, најавуваме да ни ги откриваме, да ги анализираме, потоа излезе моментот да направиме анализа на инфлацијата, па потоа ќе излеземе со конкретни мерки. Па се најавуваше кога ќе заврши анализата, беше следната недела, па наредната недела, потоа се заврши анализата, јас искрено не знам што покажа анализата. Еве, ќе се потсетиме 28 јули, овој прилог може да се емитува било кога, само да се менува датата. Ајде да погледнеме. Мерки против високите цени ќе има откако ќе заврши анализата, уверува премиерот Мицкоски. Во среда пак се очекува нова средба помеѓу синдикатите, владата и работодавачите. Ова за Телма го соопштија и од ССМ. Според најавите на состанокот ќе се разговара за цените, но и за новата кошничка. Премиерот Мицкоски пред да се одржи средбата најави дека мерки ќе се донесат, но не откри какви. Прво сака да ја види анализата која треба да ги покаже причините за инфлацијата. Мерки во моментот нема, бидејќи трае анализата. Кога ќе заврши анализата се разбира дека ќе има мерки. Анализата ја правиме заедно во консултација со професори и со луѓе кои што се од фелата, стручни лица и така натаму. И очекувам многу скоро, мислам дека е веќе во завршна фаза таа анализа за да излеземе со конкретни мерки, иначе веќе имаме индикатори зошто тоа се случува. На состанокот ќе се зборува и за новата кошничка која ја скрои владата откако излегува со забелешки дека во на ССМ има спорни работи. Но премиерот најави и нови 5 за самци, млади брачни парови, 3 и 4 члено семејства и за пензионери. Во меѓувреме додека се чекаат мерките, ССМ објави дека за 3 месеци само кај храната и пијалаците цените пораснале за над 10%. На едно 4 члено семејство пак за да го помине месецот му се потребни над 65.000 денари. Статистика пак објави инфлација од 4,5% во јуни, во споредба со јуни лани. Проблемите со цените траат веќе извесен период. Очекувањата беа дека со законот за нефер трговија ќе се стави ред. Сега пак од Министерството за економија најавија дека се работи на долгорочна стратегија со која треба да се зголеми домашното производство, а да се намали увозот. Марија и Срđan, ви значи нешто ова наскоро ќе биде? Од аспект на наскоро ќе дојдат мерките кога влегувате во маркет? Воопшто не ви значат мерките, бидејќи ете можеби не следам економија, но ги следиме цените во маркетите и факт е дека се поскапе животов во државава, а платите се такви какви што се. Срđan, ова му доаѓа некако како беше на министерот за здравство кога беше хаваријата во Трубарево. Не е чист воздухот, ама не е баш така како не е баш опасен и тука високи се цените, ама не се баш високи. Не, конкретно околу мерките, мислам дека беше и под притисок на јавноста, затоа што прашање кое што го наметнуваат економистите е дали воопшто треба да има мерки, некакви како потрошувачки кошнички. Има дилема околу тоа дали владата на тој начин треба да интервенира на пазарот, но од друга страна притисната од жалењето на граѓаните дека не можат веќе да постигнат, најавува, па после веројатно и ЕСП не им излегол. Како што треба. Како што треба. Срđan, кој е твојот избор? Зашто? Па еве, за настан или тема што предизвика внимание, која што ја преживеавме, надживеавме или можеби ќе ја живееме и до година? Во година, кога се случува пожарот во Кочани, тоа е настан на годината што ги засенува сите останати. Имавме локални избори кои што се во сенка на таа несреќа. Сега бираме, значи, трет настан на годината после ова, затоа што во таа конкуренција за на крај пак ќе се вратиме некако на почетокот година. Никако не можеме, што и да се случи е небитно во однос на една таква трагедија. На професионален план, како екипа на КОТ оваа година, беше прилично плодна. Добивме награди за приказните за Лотарија на Македонија, за тендерите во Рек Битола, за Крмзов, имаше отворени се истраги, кој е уапсен, кој е во бегство, но и лично, за иновативно за прв пат морам да додадам, бидејќи ни е прва таква награда. Но лично кога ги гледам темите, мене не може да кажам настан, но појава стамбениот простор во изминатата година поскапе за 25%, што е шокантен пораст. Мене ми е индикативно што од една страна Македонија се празни, има помалку, пописот покажа дека имаме 200.000 помалку жители од тоа што
очекувавме да имаме, од друга страна се гради интензивно, од трета страна становите растот отидоа во Скопје, веќе над 1500 евра за квадрат, за 5 години се поскапени за 50%. Сега 1500 Гаражата да ефтино. не забориш да ја кажеш, од Да, 30.000 евра. Затоа- Добро, мисли на најниската цена 1500. Сега, од една страна, штом се продаваат за толку скапо, веројатно има кој да ги купи, што значи дека многу луѓе имаат многу пари. Веројатно ние не сме тие луѓе. Имаше интересна изјава гувернерот Трајко Славевски летоска имаше изјава дека 50% од становите се купуваат на кредит, но 50% се купуваат во кеш. Не мислеше на кеш као извадени пари од джеп, но без потреба од кредит, значи дека некој ги поседувал тие 100.000 евра. Тоа ја обележа, тоа за мене беше најшокантниот податок, правевме низа прилози на таа тема. Ајде да погледнеме еден, па да видиме зошто и што е тоа толку шокантно. Балкони преку кои може да си подадете кафе со комшиите. Улички како тунели од кои небото се гледа само вертикално. Згради изградени на меѓа без странична фасада. Секогаш кога ќе видите мала куќа во централното градско подрачје на Скопје, се прашувате до кога ќе биде таму. Се бара плац повеќе. Згради се прават и на плацови од само 100 квадрати. Стамбениот квадрат во Скопје го проби плафонот од 3000 евра. Просечната цена во Центар и во Карпош надмина 1500 евра. Становите се продаваат како алва, а половина стојат празни. Професор Мишко Ралев вели дека има многу нелогичности во цените на стамбениот квадрат во Скопје. Тоа што голем дел од становите стојат празни наведува на заклучок дека дел од луѓето имаат пари кои не знаејќи каде да ги инвестираат во станови, водени од логиката дека станот ни јаде ни пие зашто данокот на имот за станови кои не се користат е премногу мал. Ние сме сведоци дека навистина има лоши станови, урбанистички, тие се невидена густина која што произлегува од некоја наследена урбанистичка матрица и дека зборуваме за неквалитетно домување. Значи, преблиску згради, лоша инфраструктура, лошо сообраќајно решение, а сепак се продаваат. Критичната маса на задоволување до одредени квалитети не постои. Професор Ралев вели дека тоа што голем дел од становите стојат празни влијае на неефикасноста и на квалитетот на животот на останатите жители, затоа што тие трошат повеќе за грејење и ги покриваат сите трошоци за целата инфраструктура. Празните станови, иако се празни, иако велиме не трошат ништо, тие трошат. Затоа некои други, еве да речеме понапредни општества, ги регулирале тие односи и дека е многу мал делот на невселени станови. Ако не се населени, тогаш прават загуби во снабдување со електрична енергија, снабдување со вода, затоа што цела инфраструктурна опрема мора да биде вградена. Податоците на Народната банка покажуваат дека цените на становите во третиот квартал се зголемиле за 25% во однос на лани. За 5 години цените на недвижностите речиси се удвоиле, односно пораснале за скоро 93%. Од друга страна, резултатите на пописот во 2021 година покажуваат дека во Скопје има 60.000 празни станови. Во општина Центар 40% од становите зјаеле празни, а цените растат. Срјенете, тоа беше потсетувањето, вртоглави се овие суми. Сега ме падна на памет како може да се вклопат во на новата кампања за повратниците од странство, кога ќе види некој толкава цена, ќе си каже, а зашто би купувал јас во Минхен, Дизелдорф или Брисел или некаде, било каде, ќе си купам дома, ќе се вратам, видете што е убаво и таму, исти цени, исто све. Добро, јас веројатно, затоа што становите се купуваат, како што можевме да видиме како вложување во прилогот, да, затоа што на пример во Центар пописот од 2021 покажа дека 40% од становите се празни во општина Центар. Во останатите скопски општини околу 1/3 од становите се празни. Тие се во добар дел се должат и на диаспората која што си купува станови тука, можеби и за пензионерски денови, за кров над глава, но не им се тие за враќање за сега. Или можеби и како инвестиција, евентуално, ако луѓето процениле дека ретко кој бизнис има поврат на средствата од 25% годишно. За сега барем е прилично лукративно и од инвестицијски аспект. Марија, и сега веројатно предпоставувам дека ќе дојдеме до тоа што беше и тема, ова беше само обид малку да
да излеземе од она што сите очекуваме дека ќе биде и случување на годината. Јас не би рекал настан. За жал, едно непријатно случување. Тоа е Кочани. Колку беше од аспект на големината на трагедијата и колку е се уште предизвик да се следи, не само судскиот процес, туку можеби многу повеќе и тоа, сите го допираме без оглед кој конкретно на која тема или во кој сектор работи, тоа што се чини дека не остави зад себе институционална научена лекција. Сите знаеме, многу најави, инспекции на секаде, менување на најави за менување на закони во секоја област, почувајќи од урбанизм, од заштита и спасување против толку. Лекцијата остана, за жал, во она типичното наше секој чудо за 3 дена. Тоа е според мене најтрагичното од овој најтрагичен настан кој што го имаме од независноста па навака. Не ја учиме за жал лекцијата од ниту една несреќа досега, не ја научивме лекцијата. Имавме и претходно несреќи со жртви, дојдовме до Пулс која што е несреќа со најголем број на жртви досега. Да, се затворија дискотеките, се проверуваа лиценците, но тоа е во еден сектор. Се уште гледаме дека работите се на хартија. Во пракса не се менува буквално ништо. Таков пример беше и Телма го следеше Зимзолен долго време, ќе го земам како еден пример, кој што исто така после случувањето во Кучани некој се дрзна повторно да работи без дозвола, во Луна парк кој што сериозно може да ја загрози безбедноста на деца и на возрастни. Но да почнам од почеток кога ни се случи пожарот во Пулс. Рано утрината дознавме дека нешто се случило во Кучани, дека имало пожар, но не знаевме од кои размери. Нормално како новинари сите дојдовме на работа и многу сум горда што работам во еден таков тим и во телевизија како Телма, кога обединето сработивме максимално колку што можевме. Ти беше тука во студиото, јас се уфрлав исто во студио со нови информации, сите работеа на терен. Страх на почетокот кога ги споделивме заедно оние информации за фирмата, па размислување дали да се објави кој е, што е и практично првото боричкање по податоците во тие први неколку часа го изфрли на површина тој хаос од фирми. Мислам, не хаос. Хаос создаден околу 2 фирми, различни спреги, така што имаше дилема и со која е фирмата која што стои зад тоа име, тој. Од старт беше јасно дека нешто не се работело законски, дека сушност немале лиценца или сакале нешто да сокријат и се покажа и понатаму. Направивме буквално 2 емисии во рокот 5 дена код, едната одеше вонредно во вторник, другата одеше во недела, но секогаш ја спремаме порано. Дојдовме до прилично сознанија кои што реално никој ги немаше до тогаш. Мислам дека благодарение и на нашите емисии, нескромно ќе го кажам тоа, се приведува во апсија и други одговорни лица кои денес се на обвинителна клупа, не само директните виновници на самиот старт кога се случи трагедијата. Секогаш новинарите се некако составен дел од овие трагедии, бидејќи прилично публиката не знае дека ги доживуваме постојано и емотивно. Денеска бев на последното рочиште за Пулс, кога веќе почна и да сведочат мајките, односно родителите на жртвите. Верувајте, тоа е многу тешко да се следи и да се следи без емоции и да излезеш после на екран и да кажеш што се случувало во судница. И им посакувам, ајде да речеме, сите оние што не ги следат законите и што не работат согласно процедурите и стандардите, како што тоа било случај со објектот Пулс, да отидат на едно рочиште како јавност, да видат како тие родители ја доживеале таа копна вечер, како отишле да си ги бараат своите деца, како ги нашле мртви своите деца, за да видат колку таа трагедија остава траги и ќе ни се случи повторно ако не работиме согласно законите и процедурите, и колку е тоа тешко и траурно и колку тие луѓе со таа колективна траума ќе живеат многу долго време. Ирена и Срѓе,
колку е тешко кога секојдневно се после еден ваков трагичен настан, кога секојдневно без оглед на темата поврзано, како нешто што е поврзано или може да се доведе во контекст на она што се случи, нерегуларности, изигрување на закони и процедури. Какво е чувството кога институциите брзо забораваат? Па да, брзо забораваат, токму тоа и Марија што го кажа, со дека брзо се заборава и дека само на почетокот имаше одредени тие контроли, па какви биле диската, па дали имал кров, имал две вециња, немал вециња, тоа беше тие денови. За денеска да сме сведоци дека дел од тие објекти, некои се, не знам точно кои, меѓутоа работат. Како работат? Што работат? Ете Зимзолен го имавме како пример, затоа што таму имаше рингишпили кои што немаше дозвола да бидат поставени, меѓутоа сепак функционира одреден период. И што ќе се случеше што ќе беше ако не де Боже ете некој било кој настрадаше во сето тоа, без разлика што се обидувавме да направиме еден исчекор напред, дека нешто ќе се смени некој закон, меѓутоа јас колку што видов баш кроз Зимзолент нема промени во тој дел, да му даеме 8 дена да се жалел, па после тие 8 дена, јас не знам на што се жалеше, небитно, сега го земавме како пример. Токму така ништо не е променето, ми се чини дека и таа институционална транспарентност, барем и на почетокот додека беше кочани, кај некои институции не беше целосно застапена, затоа што тоа беше изговори, па не сум ја сега во овој дел, чека да видиме сега кога ќе дое мојот дел, сепак е друг и тоа е една пракса која што не само за кочани или за било што, за било која тема, кај нас мора да биде присутна. Институциите имаат намера да забораваат, но од друга страна пак смислата на нашата работа е да не им дозволиме да заборават. Да ги подсетуваме од време на време на тоа што се случува. Не би се согласил дека не ги учиме лекциите, но ги учиме многу спoro. Ако ги прочитаме некогаш коментарите, дали се за вакви наши емисии, дали се на некои прилози, постојано може да се најде на некој само истото се го зборувате, само истото се прашува, постојано истото се прашува, а никој не реагира. Па еве го загадениот воздух, еве ќе го земеме. Тоа сега на крај на година ни треба, имаме уште 6 минути, ни треба уште. Дека истото се повторува. Ете и тоа е еден типичен пример. Секоја зима ние имаме загаден воздух. Затоа за 72 часа чист град сега те може. Ние цело време го зборуваме истото и јас не верувам во некои големи пресврти, но секоја мала победа што ќе извојуваме за да ја помериме границата малку кон подобра насока, тоа е поентата на тоа што го работиме. Ајде сега, на крај имаме уште 6 минути, па може би низ овие блиц прашања некако ќе направиме нечи образ да зацрвене и нештата да се подобрат. Кој е прв кандидат за Малквис? Ајде Срđan. Најтранспарентна институција, 25-та. И зошто? Нема и да биде само така. Не можам да издвојам најтранспарентна, затоа што не се сеќаме во моментов некоја институција да прави повеќе од она што е нормално или она што е вообичаено. Например, генерално имам добри искуства со Народната банка, би ја оценил како прилично транспарентна, но од друга страна па јас очекувам да биде транспарентна, очекувам тоа да им биде работа. Јас и Чачкова тука имаме проблем со милионите и милиардите како ги пишуваат. Марија, најтранспарентно. А зашто не транспарентно? Тоа е второ прашање, ама таму има опции за избор. Да, за избор. Се шалам. Најтранспарентна, ајде, може би, ќе речам, гледајќи, ајде, повеќе во овој сектор во кој што го работам, би го пофалила обвинителството, со оглед на фактот што секогаш се тука да одговорат на прашањата. Не велам дека се сега
најтранспарентни согласно закон, така, и секогаш се комуникативни. Не се случило да не ни крена телефон или да не ни одговорат на прашање. Како ќе ни одговорат, тоа е сега друго прашање, но сакам да кажам, ете кај нив гледам напредок во комуникација со јавноста и со медиите. Ирена, во твојот сектор, јас колку имам, ама нема да ги кажам. Не, јас има еден проблем кај, не викам кај сите дека е проблемот, меѓутоа има доста институции дека тоа е проблемот. Да, ќе добиеш ти одговор. Тоа баш го дискутиравме и пред емисијата, меѓутоа тој одговор дали користи. Значи не е само колку да одговорат, дека еве ние ти даваме одговор, бараш од нас, ние сме транспарентни, одговараме. Најзатворена институција тогаш? Можам да кажам искрено, први морам да кажам дека конкретно ја бидејќи скоро секој ден ги слушам, ЕСМ беше институција која што беше тотално затворена, зборам пред ова раководство. Кога дојде ова раководство имаше проблем, не викам дека немаше, не викам дека секогаш било лошо или секогаш било предобро, меѓутоа имаме, сега можам да кажам дека се многу потранспарентни и многу подобри. Од друга страна, подобри во однос на тоа, значи стварно имаме комуникација, ќе си побараме одговор, се договараме дали тоа ни е за денеска или за утре, значи има тука комуникација со луѓето и со институцијата. Имало и денови кога не е тоа така. Од друга страна ќе го земам Номагас, каде што јас не знам со кого да комуницирам прво и пробувам да имам своји канали од луѓе што ги знам што работат таму, да добиам некаков одговор, бидејќи тоа не е институција која што треба ние да ја прескокнеме, да ја занемариме и дека не битна е. Има и министерства кои што сега не би издвојувала заради тоа што они се сите баш конкретно за тоа што го кажувам дека ќе добиеш ти одговор, но колку ти користи. Јас искрено имам Форма ради, да. Чисто формално, колку да го добиеш. Најнетранспарентно. Во изминатата година мислам дека без конкуренција град Скопје и градските предпријатија. Ние имавме ситуации во град од 600.000 луѓе во должина од над 20 километри да немаме јавен превоз. Имавме ситуации да не се собира ѓубрето. Тоа градот сериозно лошо го комуницираше, не знаеш никај кого да се јавиш, никај кого да прашаш. Секое прашање беше доживувано како напад. Мислам дека тоа е златна малина во сите можни категории. Златна малина. И да не заборавиме, јас може да се надоврзам на двајцата. Недозволиво е град Скопје, која што е нели најголемата општина во државата, да нема портпарол. Значи немаше портпарол, немаше лице одговорно за односи со јавност. А ЕСМ од една страна да се покажа подобри во комуникацијата, но ние имавме ситуација кога они не ни одговара на прашања, ниту на прашања по слободен пристап со информации. Тука говорам за подизведувачите на нивните тендери, кои што се уште инаку се тајни и каде што се кријат одривте по предпријатија, некако ги штитите министрите, затоа е последното прашање. А за министрите конкретно можам да кажам дека имаше и министерства каде што јас сметам дека треба да бидат почесто присутни во јавност. Ни фали тука Елена Муковска, ќе имавме победник и поразени, но тоа ќе го оставиме за други емисии. Еве за крај, кој функционер или институција имаше најголем јас меѓу јавните ветувања и резултатите? Премиер, цела влада, поедини министерства, собранието. Не знам, не е дозволено како одговор. Па ја би рекла дека они претежно имаат некогаш и пресконференции каде што не треба да застраниш од темата и пресконференции каде што темата е со одредени податоци кои што моментално не се стварно предмет на интерес. Сергеј, кој обожувал повеќе да се фали, а помалку да работи? Еве да го скратам прашање. Немам впечаток дека некој во владата конкретно се издвојува, ќе ја земам како целина, затоа што не е повеќе сакам да зборувам за тема. Например, странските инвестиции многу често се најавуваат нова странска инвестиција бомбастично. Кога ги погледнеме податоците на Народната банка за првите 9 месеци, има 209 милиони евра странски инвестиции, што е најлоша година од 2020-та ми се чини. Сега тоа не кореспондира. Друго, ти
преска што ја иронизираше со растот на економијата, тоа е фактички, навистина така. Статистички е навистина така, но печатокот кој што сакаат да го испратат е дека Македонија е трета најдобра економија во Европа. Всушност е трета со најголем раст. А ако ни требале 60 години за да го достигнеме стандардот на Европската унија, со ваков раст ќе го достигнеме само за 58 години. Статистиката игри на бројки, така се толкуваат и вчерашните податоци за сиромаштијата, дека ја подобриме сиромаштија од Норвешка па се до Турција. Марија? Знаеш зошто не ги спомнавме министрите, бидејќи не можеш ниту еден да пофалиш, не можеш ниту еден да издвоиш за критика, бидејќи мислам дека сите, ајде да речеме, може да ги ставиме во еден кош, затоа што генерално ниту еден од министрите не излага на редовни пресконференции кога станува збор за некој новитет во нивната работа, за некој нов закон, за некој нов проект и слично. А кога сме кај премиерот, го имаме често, нели, на настани, одговара на прашање, но тука прашањето кое што се поставува е како одговара на прашањата премиерот на новинарите. Они секогаш даваат одговори. На тие прашања што не му одговараат, прилично е, ајде благо да се изразам. Обратете се таму и таму. Не само обратете се таму и таму, туку има еден однос кон новинарите кој што за мене не е соодветен за еден премиер на држава. Така што мислам дека сите треба да работат повеќе на односите со јавност и повеќе да ги има на пресконференции каде што медиумите ќе може навистина да прашуваат прашања лично очи во очи за теми кои што се од јавен интерес. По 15 секунди еве во интерес на јавноста, да ја олесните работата на колегите новинари, кога би биле начело на одредени на врвните институции, би смениле што? Во 15 секунди, брго бидејќи сме прикнати. Како за 15 минути да одговориме? За 15 секунди три работиш. 15 секунди. Ни 15 минути не се доволни. Јас стварно не знам што да одговорам на тоа прашање со оглед на тоа што има стварно некои институции кај што треба многу да смениш. Озбилно. А има институции каде што само нешто да треба. се упрашање. Да. Воопшто немам амбиција да... Не мислам дека најголемиот проблем во Македонија, ние колку имаме 1500 институции, дека верувам дека на повеќе од половина од нив, раководителите, никогаш не се запрашале дали сум ја способен да го водам ова. Да. Мислам дека тоа е клучниот проблем. Ајде ќе се надоврзам. Вистинските луѓе на вистинските места, квалификуваните луѓе на позициите кои што ги заслужуваат и кои што ќе ги работат согласно законите и процедурите. И службите да одговорат на прашањата. Не да биде тоа општо одговор кој што нема ни да сите во интерес на граѓаните. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на Телма.